Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Ибрахим Мехмети, политички аналитичар. Добар ден. Добар ден. И веќе ќе говориме прво за ѓубрето, за отпадот, тоа е таа најава направив и за вестите, заради тоа што ова е политика, чиста политика, меѓупартиски препукувања, веќе кажав и на вестите, наместо институциите да работат. Ова е катастрофа, здравствена, санитарна, но и политичка катастрофа во кои и граѓаните треба да ги знаат своите обврски, својата одговорност. И право. И права, се разбира. Но тие правата секогаш во Македонија се ставаат многу повеќе пред обврската и одговорноста која имаат како активни граѓани во политичката сфера. Навистина овие предизборни периоди се претварат во некои магионичарски настани и се чини дека граѓаните се како хипнотизирани и слушајќи ги програмите, ветувањата и новите проекти и така натаму, и забораваат да погледнат што се случува околу нив. И освен тоа што се разбира сите општини го прават, тоа е да прават поплачување, асфалтирање и такви работи кои што се видливи, и сите се возбудени околу тоа, а ние за ѓубрето, например, многу малку слушавме. Највидливо е ѓубрето конечно, како тоа не разбираат. И многу е поважно. Јас сум рекол и во други прилики, сакам да го нагласам тоа, дека нашите граѓани, ние, треба да се научиме дека општините не треба само да прават нови проекти, туку треба да го подобрат квалитетот на живот. А тоа не се прави само со нови проекти. Се разбира таму каде што треба во ред да има нови проекти. Но не може целиот фокус да биде ставен на тоа што ново ќе се направи, а да не се види што се случува со тоа што го имаме. А хигиената, чистотијата се разбира дека е многу важна. Примарна се разбира. И за жал, зашто тоа значи здравје и гледаме какви апели има сега од здравствените работници, од докторите, околу стаорците и глодарите кои ја окупирале државата. Скопје стана веќе сериозно држава. Ние забораваме како јавност дека тоа што се случува околу нас на некој начин и не обликува нас. Кога ние се навинуваме да растеме во една атмосфера каде што ѓубрето е нормална појава, ѓубрето е расфрлано, мислам, и не собрано. И тоа со тек на време станува нормална слика. Не се ни забележува. Додека кога тоа не би било така, кога ние би навикнале да имаме чист град или чисти општини или улици и мала, тогаш веројатно би реагирале многу по-оштро. Дури и невладините организации кои се специализирани за овие и тоа го прават и случува тоа го работа со години, не ги слушнавме. Дали они не забележале, дали не сакале да се експонираат, или медиумите не им дале простор, ама верувам дека они кога би побарали би добиле простор. Не е вистина, јас на многу еколошки, односно луѓе кои работат во еколошки организации, невладини, за кои сега говориме здруженија, на многу од нив им звонев, не ми крена телефонот. Еве апелирам повторно заради тоа што нивните дебати се многу важни и нивните пораки. Не, нивната грижа, бидејќи јас како човек што работел многу со невладини, поддршка на невладини, сум разочаран од овој аспект, затоа што целта не е тие да постојат за да ги имитират политичките партии или властите, бидејќи гледаме некои невладини организираат кампањи заедно со политичари. Тоа е многу добро. Меѓутоа, тоа не треба да биде целата нивна работа или нив фокус, туку треба да бидат секојдневно будни околу тоа што се случува околу нас. И за мене тоа е многу важно. Кога они не реагираат, значи кога нивниот инстинкт више затупува, отапува, како се тоа што ќе очекуваме од вишите луѓе кои што имаат други грижи и не ни гледаат, бидејќи навикнале на тоа, гледаат вака со, како се вика, со крајот на окото, но немаат време да се фокусираат. Додека тие што се за тоа најповикани, платени, па и платени, би требало да се платени. Клучно е тоа, платени се тие луѓе да си ја работат работата. Но ние како јавност секако треба
тоа да го истакнуваме дека властите, општинските власти не треба само да прават кампањи, туку и додека трае кампањата треба животот да тече за граѓаните. И така да ова е наистина еден пораз за начин на живот што ние го прифаќаме како нормален. Да. Добро, кога велам партиски препукувања, не смеме да заборавиме, убедлива победа има Орце Ѓоргиевски, кандидатот на ВМРО-ДПМН. Победа, водство, на тоа мислам, се разбира, се оди во втор круг, да бидеме прецизни, точно, се оди во втор круг и тој повторно вели дека за неколку дена, 2-3 дена, тој би го исчистил Скопје, но додека дојдат тие 2-3 дена, тоа е моето прашање. Што може да се случи со градот, односно со граѓаните, веќе кажавме, здравствените работници зашто предупредуваат, и оние шпекулации сега сакам да ги коментирате, за кои се вели дека, познавајќи ја структурата и мнозинството на ВМРО-ДПМН во град Скопје, ова е порака и до граѓаните. Доколку не гласате за нашиот кандидат, Орце Ѓоргиевски, тоа нема да биде, таа кохабитација нема да функционира. Онака како што со Данила Арсовска го видовме тоа. Може така да се сфати. Но во секој случај мислам дека и ова што се случува до сега и сега во овој момент е сериозен пораз за граѓаните како прво, бидејќи граѓаните, односно изборниот процес има таа функција, граѓаните да кажат, да изразат волја за тоа што очекуваат и што сакат да видат. Ако они не реагираат и преку глас, јас пред некој ден видов еден наш колега, аналитичар, кажуваше еден пример, во некоја општина каде што правиле анкети, дали се задоволни со живота сега? Не. Дали очекувате подобрување? Не. За кого ќе гласате? За сегашната партија. И тоа кажува многу за менталитетот и за она што го кажа на почетокот како некој магионичарски ова период или хипнотизирани граѓани, дека не губат она рационалноста во расудувањето и во оценувањето на работите и гледањето на она што се вика реалност. И затоа имаме вакви манипулации, вакви злоупотреби и вакви комбинации кои што политички игри кои што се на штета на граѓаните, но граѓаните тоа го толерираат затоа што нема некој да им го тоа разјасни. И граѓаните секако обично граѓани нема време да ги анализира сите овие. Не мислите ли дека нема време кој да им го разјасни? Нема кој? Тука се медиумите и невладините, тие се работат собствената работа, сепак, или пак клиентелизмот е оној кој доминира во ова општество? Клиентелизмот не знам колку може да се примени кај граѓаните, бидејќи Скопје има колку гласачи, стотици, преку 100.000, не може да бидат клиентелисти. Но мислам дека постои некоја атмосфера која се гради и преку изборните кампањи. Од друга страна, имаме молк или она што го кажа на почетокот со подигање на свеста околу значењето на овој проблем. Сега нели медиумите тоа го почна да го истакнуваат повеќе и ние зборуваме за тоа, но генерално мислам дека општеството е веќе изградено на тој начин да не се реагира на работи, туку се следат политичките партии врз основа на тие некакви идеолошки принципи, а не на оно што го прават навистина на теренот. Скопје инаку има над 470.000 гласачи и не е само Скопје, да не заборавиме. И претходно заради тоа реков дека Скопје практично станува држава заради тој огромниот број на граѓани кои се преселуваат тука, незадоволни се разбира од тоа што не им се развиени собствените општини, онаму каде што живеат и каде што сакаат да живеат и да припаѓаат. Ајде резултатите ве молам да ги коментираме. Се согласувате ли со оние споредби кои ги прават одредени партии? СДСМ ги прави споредбите со парламентарните од минатата година, ВМРО-ДПМН ги прави, се извинам, со локалните 2021 година како логично мерило.
Не можете да ги споредувате со парламентарните, сосема различни бројки и функции доаѓаат како резултат на тоа. Гледам сите, значи цел Балкан што можам да следам, прават такви математики, статистички. Она што им одговара, сака да кажеш. Секој наоѓа некој аргумент, некоја аргументација за тоа, за таа теза што ја гради. Статистиката е навистина може толку многу да се користи за манипулација, што е тоа чудо, но генерално ако зборуваме за волјата на граѓаните, бидејќи не можеме тоа да го занемариме, дека кај нас овие избори не беа само за локални теми, туку беа и глобални. Кога се вклучуваат особено лидерите на политичките партии. Да. И мислам дека тоа влијаеше на изборите за совети. Добро. Таа атмосфера, да речеме политичката агенда на партиите може да се мери на Па и градоначалници можете да мерите ова. Градоначалниците може. Ова водство на не секој, затоа што немаше секаде кандидати од сите партии кои што имаа листи. Нели, имаше партии, групи на граѓани кои што собираат гласови. Да. Тоа значи дека граѓаните ги сакат тие политики, тие идеолошки правци на принципи на тие групации, но кога доаѓа зборот за градоначалник, тогаш преминуваат други стандарди, односно колку он ќе им ги реши социјалните, секојдневните проблеми. Но тоа зборам за овие што не се редовни гласачи. Тие што се редовни гласачи на тие партии, односно што гласат по идеолошки принципи, тие го гласат тој кандидат. Ретко има да некој гласа за листата, а да не гласа за кандидат, доколку има. Така да, сепак ја мислам дека советничките листи се одраз на атмосферата, на како луѓето се чувствуваат и што очекуваат од политиката, додека градоначалниците се разбира, може некој да гласа за една листа, да гласа за друг градоначалник и ако има од таа партија, во случај кога навистина имаме такви градоначалници. Јас и тоа сум го видел преку мојата работа, дека има луѓе, градоначалници што стварно се посветени на тоа и не ги интересира национална политика, но некојаш партиите ги преморуваат да бидат во функција на националните политики, иако не се исклучително добри, и тоа во сите партии има. Можам да ви кажам, тоа што сум видел јас. Така да имаме една мешавина на фактори кои што влијаат на ова. Но ако зборуваме за тоа, за чувство на граѓаните, односно за нивната како они ги гледат работа, тогаш мислам дека треба да се гледа советнички листи и да се споредат една со друга, а не со пред 4 години, веќе се менуваат работи, имаме нови гласачи и така натаму. Ја мислам дека тоа... Верите дека математиката политичка која прави СДСМ е вистинската? Не сум ги гледал... Не, тие одат на таа логика, ги споредуваат со парламентарните од минатата година. И велат падот е сериозен на 140.000 гласови на ВМРО-ДПМНЕ. Може и тоа да се каже, може и тоа да се каже, треба да се види колка излезноста. Знаеш, има многу фактори, навистина треба да се оди случај по случај, треба посебни емисии со табели, со сите резултати и да се направи анализа, зашто не може статистички просто, туку мора да се образложат тие... Добро, но факт е се 140.000 гласови кои има пат. Намалени гласови на ВМРО-ДПМНЕ. И СДСМ имаше 140 минути, таа се има 120, така? Не, говорам сега за... Се разбира, че говориме не за СДСМ, за падот на СДСМ. Тоа, еве само градор... Може да се види колку би се односот на парламентарите и колка бе сега, тоа би имало до негде... Логика. Логика, да. Еве, ВМРО-ДПМНЕ, јас сепак инсистирам да ги гледаме локалните сега. Ако има 32 градоначалнички места ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ има 3. Подоцна ќе одиме и со албанскиот политички кампус. Ова е сериозен пораз. Советнички листи на Скопје, СДСМ имаат 5 советници. Например. И овие сондажите говорат... Зад ВМРО се на 5-то место. Доминацијата на ВМРО се први да се разбереме, да. Доминацијата на ВМРО е очигледна. ВМРО има 18 советнички, се извинувам што ја прекинувам, но веќе бројките кога ги кажам. Сакам да кажам дека тоа предноста на ВМРО
е очигледно и неоспорно. Да. Меѓутоа, ако зборуваме за соодност на сили, тоа е покомплицирана тема. Да. И да, ако зборуваме што тоа значи за Македонија, за државата, тоа е друга тема повторно. Што значи ова супер доминација на една партија, значи од председател, парламент, влада, локална власт. Тоа е веќе посебно приказна. Тоа не е прва да има таква ситуација, но секогаш треба да се анализира што тоа значи за политичките процеси, за демократијата, за нивото на демократија. Ни демократија имаме, но таа демократија зависи како се практикува. Да. И тие работи се многу важни и овие резултати треба да бидат причина за такви анализи, што тоа ќе донесе на долг рок. Извинете, да, завршете. Тоа ми беше. Да. Околу албанскиот политички блок, ве молам. Евен Вленина имаат, сега говориме за град Скопје 6 по 6 советнички места, но и тие се препукуваат кој навистина е победникот. Кај албанските партии имаме малце по-различна ситуација. Добро. Затоа што таму се појави спорот после парламентарните избори, кога Европски фронт имаше поголем број на гласови, а Влен влезе во влад, стана дел, и тока се појави меѓу нив, а претходно најавува дека кој има еден глас помалку ќе остане во опозиција, и се случи обратното, и тоа се влечеше тој да речеме тој наратив, и овие локални избори беа на некој начин од двете страни, че не едната страна, двете страни прифатија како предизвика да ќе потврдиме дека ние сме легитимниот представник на албанците, и тоа може да се види на советничките листи, каде што ова АКИ, како се вика, они остварија поголем број на... Говориме за за здружината или... Национална алијанса... Да, или ДУИ заедно со коалиционите партнери. Да, пошто имаше и луѓе што вика дека ДУИ толку сам взимаше гласови, дури и повеќе, но тоа е друга тема, никош не може механички да се представат тие бројки. Значи, од тој аспект, со ДУИ излезе победник, но кај градоначалниците, очигледно дека Влен е во сериозна предност. На добар пат да оствари подобар резултат, со тоа што го доби Чаир, кој што беше Бастион, кој што беше еден од индикаторите за расположението. За мене тоа... И Тетово, кој каде има водство. Има водство и овие две општини као поважни, да речем, иако сите се важни, тоа е... Но добро, сега се знае кои се центри. Може да се каже дека има двајца победници. Ја прв пат можам да кажам дека има двајца победници, пошто имаме и совети и граначанци. Отече имаме граначанци кои ќе бидат во опозиција во однос на советот. Заврзани рацете за она што говориме за Скопје. Принцип. Кога имате таква контрола, ја знам дека имало такви општини, и во минатиот и сите претходни мандати, и понекогаш тоа се покажува како добро за граѓаните. Добро, кои се вашите предикции? Како тоа ќе изгледа на вториот круг? Во однос на граначалниците, па... Дали Тетово ќе влезе во рацете на Влен? Шанси очигледно дека има, пошто во првиот круг остварија поголема предност, и очигледно дека улогата на ВМРО е многу битна, гласовите на ВМРО, гласачите на ВМРО кои што гласа за граначалник, тие се многу важни и тоа може да се види, значи, разликата помеѓу советничките листи и граначалниците, каде што ВМРО нема кандидат за граначалник, советничките листи гласовите може да ги најдеш, да ги прочиташ, се зборуваме теоретски, ние не ги гледаме еден по еден глас. Но предпоставувате дека ВМРО се поклопуваат, да речеме, ако има Струга, се имаше пред ден, има 4000 гласа Влен, 5000 од прилика ВМРО, а кандидатот подржан од ВМРО из Влен има 9000. Значи, имаме такви ситуации и тоа секако ќе има ефект на крај на кога ќе завршат овие избори. Во Скопје, сметате ли дека на левица ќе бидат дадени гласовите од независните и од СДСМ? Навистина не би може да кажем, зашто левица се појави како изненадување и
никој не очекуваше, ја барем не очекував дека ќе бидат во втор круг. И сега, дали СДСМ, пошто они имат, се трети, колку што знам, имаше малку... Четврти. Четврти се? Да. Кој е трет? ВМРО-ДПМН, Левица и Влен. За градоначалник? Да. Океј. Тогаш и наимаше 1000 гласа е разлика. Значи имаме 3 партии кои што имаат прилично голем број на гласови. Тешко да се каже. Не верувам дека туку така ќе ги дадат гласовите на Левица. Мислам дека ни СДСМ нема да би толку заинтересирани, бидејќи Левица се бореше за нивните гласачи, на гласачите на СДСМ, така да тешко ќе биде за Левица да се наметне во овие деневи, но да видиме. Да, добро, на крај сме. Ви благодарам што бевте гостин. Ибрахим Мехмети. Беше задоволство. Благодарам што не гледавте. Пријатно.